Сега минути за, како рековме, најважната споредна работа во светот. Ќе зборуваме за фудбалот од малку женска перспектива. Денеска во Германија стартува 17-тото поред Европско првенство во фудбал и надпреварот со Германија-Шкотска ќе го означи отворањето или започнувањето на ова ново првенство во кое што буквално еден цел месец ќе се слави фудбалот. Верувам дека голем дел од граѓаните и во нашата земја, меѓутоа би рекла светот ќе го гледа и следи фудбалот и сите активности кои што ќе се случуваат токму поврзани за фудбалот. Но за тоа што се случува во Германија и како ние ќе го прокоментираме Европското првенство, но што се случува и со македонската женска фудбалска репрезентација, денеска ќе зборуваме со мојата соговорничка и драга гостинка која што утрово имаме во студиото, Ленче Андреевска, наша позната фудбалерка и репрезентативка. Ленче, добро утро. Добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам за поканата. Ке се следили фудбалот, ке успееш ли да ги пратиш над преварите со оглед на тоа што имате и ангажмани нели професионално, меѓутоа како велиме започнува најважната споредна работа во светот, фудбалот дефинитивно за многумина предизвик. Точно, да, секако дека ние како фудбалери поготово дека ќе го следиме Европското првенство е едно од најактуелните фудбалски случувања, како и во Европа, така и во светот. Да, ние постојано сме ангажирани моментално со репрезентација, бевме на собир, имавме утакмици, сега повторно очекува следен собир за една недела, ама секако ќе го следиме Европското. Така, неизбежно е. Титулата ќе брани Италија, па некако неизбежно е да те прашам кој е твојот фаворит оваа година? Предпоставувам дека секој пат кога се случуваат вакви големи случувања фудбалски, секој од нас нели има фаворити, навиваме за одредена нација. Да. Секако, мислам, за мене фаворита Македонија и секогаш ќе биде. Жалам што ова Европско првенство нема да учествува Македонија, меѓутоа јас лично би ги поддржала нашите соседи, екипите од Балкан, од Србија, Хрватска, Словенија, Албанија. Би сакала некој од тие репрезентации да направи добар успех. Да. Како фудбал се игра во моментов од машка, односно зборувајќи за мажите во моментов, од женска перспектива гледано? Каде е можеби или каде се игра најдобрата фудбалска игра во моментов? Која репрезентација според тебе можеби ќе го понуди најдоброто годинава? Јас мислам дека моментално во Англија генерално најмногу промени претрпува фудбалот. Во смисла што англичаните играат доста модерен фудбал, доста брз фудбал. Што значи тоа? Да, ете и во спортот имаме новитети и работи кои што нели треба да ги следат и останатите. Што значи модерен фудбал? Премногу промени трпи фудбалот. Европските тренери се доста претпознатливи по иновации во стратегиите, во формациите, така што постојано се случуваат нови промени, постојано и фудбалот доживува промени, динамиката на фудбалот, нови тактики, нови формации, многу стана фудбалот физички за разлика нели од во изминатите години кога што фудбалот беше повеќе техничка игра. Моментално фудбалот е повеќе физички и повеќе тактички. Ги спомена балканските земи како едни од твоите фаворити. Кој од нив можеби во моментов може да се пофали со најдобра игра? Мислам дека Хрватска имаат многу добар тим, многу доста играчи кои играат во доста големи клубови. Така да мислам и Хрватска во изминатите првенства има доста добри резултати, се очекува и нели ова европско да исто да бидат на врвот, што би кажале ние. Секој пат се некако помеѓу првите. Точно, да. Да, тоа е уште еден доказ дека навистина имаат што да понудат кога е фудбалот во прашање. Ајде да се навратиме на македонскиот фудбал. Прво, голем дел од гледачите, предпоставувам, те познаваат тебе со оглед на тоа што нели си позната фудбалерка. Веќе се нарекува така фудбалерка, нели? Тоа е називот во нашата земја. Што се случува во моментов? Ти си дел од македонската женска фудбалска репрезентација. Мислам дека на 4 јуни беше последниот надпревар кој што го одигравте во квалификациите за Европското првенство 2025, односно тоа е до година. Што се случува во моментов, Ленче? Точно, да, моментално сме во квалификациониот циклус за влез на Европско првенство.
Овој квалификацијски турнир е всушност преку Лигата на нации. Веќе ми е познато на гледачите, така и македонската машка фудбалска репрезентација направи чекор до Европското првенство. Моментално сме второ место во групата. Не очекуваат уште 2 надпревари. На 12 јули играме тука во Скопје против Латвија. Доколку го победиме надпреварот, сме на чекор да влез во следната фаза, односно да играме бараж. Па се до влез на Европското првенство, се надевам дека стварно ќе може да направиме толку голем чекор. Затоа што во последно време драго ми е што стварно и македонската женска фудбалска репрезентација започнува стварно да прави многу добри резултати. На што се должи тоа или што изминативе години беше клучен проблем за да напредувате? Финансиите може би или некои други работи? Повеќе фактори се, меѓутоа мислам дека најбитниот фактор е што моментално изминатиот период почнува да се гради некој систем, што почнува исто да функционира и да дава резултати. Мислам Зборуваме сега за жените и за фудбалот, жените, така, во нашата земја. Дефинитивно. Линче, каква е атмосферата во тимот? Велиш во очекува надпреварот со Латвија, тоа е од прилика за 1 месец, така некако спомена. Фудбалот е тимска игра, жени кога ќе се сплотат на едно место може чуда да се случат. Што се случува во тимот во моментов? Каква е енергијата, физички колку сте спремни, подготвени, има ли некој повреден? Моментално имаме една фудбалерка, она настапува во Финска, она е повредена, но се надеваме дека ќе се опорави до тогаш? Да. Углавном, другите постојано комуницираме, сите сме во исчекување на следниот собе, да се припремаме за надпреварот со Латвија. Некако сите сме се повеќе и повеќе мотивирани. Затоа што представам дека и претходните победи си го прават своето за во тимот атмосферата да оди на се подобро. Последната победа против Молдавија, се извинувам, беше уште една мотивација плюс за нас, уште една причина за да изградиме што повеќе самодоверба, затоа што мислам дека исто и самодовербата беше многу голем проблем кај нас. Може би поради стереотипите, кои што искрено ми е драго што веќе ги искоренуваме. Полека. Да. Па стереотипите се стварно многу голема причина, голем проблем со кој што ние постојано се боревме. Линче, тоа се стереотипи во нашата земја или генерално можеби на Балканот се уште постојат за женски фудбал? Генерално и во светот се уште? Да, секаде. Меѓутоа се искоренуваат. Значително женскиот фудбал има голем напредок изминативе неколку години. Само едни од стереотипите се дека фудбалот е машки спорт, дека жените ја губат својата женственост, дека не можат жените да направат баланс помеѓу кариерата и семејството. Ако тренираат фудбал? Да, дека жените физички не може да бидат дел од некој таков спорт кој што е многу груб. И слично, мада што во последен период, во последниве години, на вистина се искоренуваат. Јас можам да давам пример дека порано, мислам неколку години порано, најчесто ми поставувале прашање: стварно има женски фудбал, не знаевме, зарем стварно вие фудбал играте. А сега добивам прашање кога ќе имате надпревари, сакаме да ве гледаме, стварно многу добро играте. Таа разлика. Тоа е показател дека работите одат на подобро. Линче, кога се твоите почетоци? И како твоите најблиско семејство реагираше за тоа дека твојата љубов е фудбалот едноставно? Јас од кога знам за себе, само фудбал ме интересираше буквално уште од многу мали години. На почетокот тренирав со машки поради тоа што во мојот град немаше се уште женски фудбалски клуб. Подоцна се оформи клуб, јас доаѓам од Велес. Започнав во женски клуб, па веќе 18 години се занимавам. Значи пред 18 години имало клубови во нашата земја, меѓутоа факт е дека за тоа не знаат толку многу граѓаните и можеби од тој аспект или од таа гледна точка ова е поле за кое што треба многу повеќе да се зборува во јавноста, затоа што верувам дека покрај тебе ти си пример за многумина, дека може да се успее ако се сака и веројатно многумина од девојчињата кои што сакаат да тренираат фудбал може би не знаеле дека постојат вакви клубови. Денес, претпоставам, во секој град си има
Да, во голем дел од градовите? особено ме радува што гледам дека сите академии што се отвараат за фудбал, фудбалските Веќе нудат и за- школи, да, и за веќе жени. нели и се и за машки и за девојчиња. Тоа особено ме радува и стварно е многу голем напредок, затоа што ние стварно многу се боревме со сите стереотипи, се боревме со сите против сите работи и услови што не сме ги имале и слично. Меѓутоа, за жените можам да кажам дека сме доста истрени, знаеме што сакаме, да, и упорни, да, и не се откажуваме толку лесно. Да, ќе го постигнеме. Многу убаво сподели. Во моментов твојот матичен клуб е во Турција. Ќе ми споделиш како беше името, да не го Короскент. погрешам. Што се случува таму, како е во тој тим, што те очекува или какви се твоите планови можеби за следната сезона, ќе има ли промени? Изминатата година направив трансфер во Турција. Прв пат за мене во мојата кариера да направам трансфер надвор од Македонија и сум горда. Какво искуство е тоа, Ленче? Прво сум многу горда на сама себе за мојата истреност, затоа што никогаш не се откажав. На 31 година го живеам сонот што го имав. И сакам баш да апелирам до сите млади спортисти дека навистина не треба да се откажуваат. Поради тоа што нели секогаш И покрај бројните препреки Точно, да не се откажуваат. Турција е една, мислам, лигата во Турција е една од најсилните лиги во Европа. Многу е конкурентна лигата. Турција нели голема земја со многу луѓе, поголема конкуренција, повеќе клубови. Следната сезона пак би останала во Турција, меѓутоа најверојатно ќе направам трансфер во подобар клуб. Амбициите никогаш не застануваат. Турција имаат многу добар систем на функционирање. Како функционирајте таму? Како се прифатени, претпоставам, многу подобро од кај нас жените, младите, фудбалот? На кое ниво е сето тоа таму? На многу повисоко ниво за разлика од кај нас. Таму ми се чини дека воопшто како и да ги нема стереотипите. Турците како народ толку многу го сакаат фудбалот, толку многу даваат поддршка на сите фудбалски екипи. Јас во денизни на секоја утакмица имаме стварно многу поддржувачи, многу луѓе доаѓаат да не гледаат и често слушам дека за нив е буквално празник кога има фудбалски надпревар во градот кај што живеат. Тоа е многу убаво, да. Многу се љубители на фудбалот. Да. Тоа е уште еден момент кој што ние утринава го споменавме дека навистина спортот обединува, ги обединува луѓето, го обединува семејството и едноставно сите оние кои што сакаат и милуваат да гледаат фудбал, па дури и оние кои што одат само можеби да навиваат, а не се толку многу навлезени во фудбалот. Ленче, после надпреварот со Латвија, кој што споменавме дека ве чекува следниот месец, што до крајот на летово се случува со македонската женска фудбалска репрезентација? После надпреварот со Латвија исто имаме надпревари со Словенија, они се исто дел од нашата група. Се надеваме дека ќе го победиме надпреварот со Латвија, кој што е доста битен за нас и дека ќе очекуваме во септември да добиеме противник за да играме бараж. Така, имаме уште само минутка до крајот. Германија, Шкотска вечерва го отвораат Европското првенство во ракомет. Кои се твоите прогнози? Па мислам дека Германија. Домакинот ќе се покаже. Да, домакинот, да, дека ќе го отвори со победа. Одлично. И само за крај, кој би бил твојот совет со оглед на тоа што си жена, која што спомена дека на 31 година веќе го живееш сонот кој што си го имала од секогаш, да ги охрабриме младите девојки кои што имаат можеби пасија за фудбалот, а ете можеби заради бројните стереотипи, бариери кои што ги има во нашата земја, имаат низа сопки за да дојдат до остварување на својот сон. Па би им апелирала никогаш да не се откажат од тоа што го сакаат. Особено ние жените не сме свесни колку многу сила имаме во нас, како и физичка, така и ментална. И буквално да се фокусираат на тоа што го сакаат, да си ја следат желбата, да бидат мотивирани постојано, без разлика на сите предрасуди, на сите стереотипи, да си се фокусираат на сами себе, на својата амбиција и на тоа што они го сакаат. И затоа што ништо не е невозможно. Точно. Ако силно се сака. Ленче, ти благодарам за убавиот разговор. Ви посакувам успех понатака, да извојувате уште една победа со Латвија, потоа и со Словенија и да слушаме само за убави работи во фудбалот кај нас. И за мажите, но се разбира и за жените особено. Ти благодарам многу и уште еднаш благодарам на поканата.